Во желбата за презентирање на сопствените достигнувања и афирмацијата на својата култура, уметниците се во постојана потрага по нови простори. На мапата на меѓународните балетски презентации на 10 декември се евидентира и настапот во Ротердам, Холандија, кога балетските уметници од Македонската опера и балет се представија со балетот на Игор Киров 14 часа. 14 часа е најпосетуваната балетска представа на Македонската опера и балет на сцената на МУП и најизвезуваната представа воедно, значи представа која што има најмногу шетање. Генерално таа е наједноставно да ја изнесеш од театарот, во смисла за транспортното може да излезе, има помала сценографија и лесно движечка. Ротердам е енергичен и културен град со многу театри и широка понуда на опера, танц, балет, мюзикли, драма, но и експериментален театар. Особено значајни се стариот и новиот Луксор театар, театарот Ротердам, настанот со спојување на Ротеатарот и Ротердам Шоубург, како и бројни театри за деца и млади. Наш домаќин беше Ротеатарот, сместен во срцето на културната оска на Ротердам, кој активно екзистира 40 години. We are ourselves a theatre company. Ние сме уметничка компанија која е фокусирана кон создавање собствена и различна програма, која е инспирирана од актуелните настани од градот и општествените промени. Тоа се представи наменети за различни категории. Многу често соработуваме и воспоставуваме контакт со соработници и творци надвор од собствената земја. Балетот 14 часа од својата премиера на 22 декември 2013 година е составен дел од репертоарот на Македонската опера и балет, досега изведена 20 на пати, од кои 4 на меѓународната сцена. Представувањето во Ротердам е иницијатива на еден холандски студент кој за време на својот студиски престој во Македонија беше импресиониран од македонската музика, традиција и танц. Холандски студент на постдипломски студии во Македонија на нашиот факултет за музичка уметност. Се обрати во театарот и даде понуда за соработка, тоест да Македонската опера и балет преку една балетска представа се представи во театарот Рово Ротердам. Представуваше задоволство и ја прифатив. За мене Балканскиот регион е многу атрактивен со спој на многу традиции. Во Македонија таа мешавина од различни култури е највпечатлива и за мене беше ново искуство. Со голем ентузијазам и желба пристапив кон организирање на овој настан и знам дека ќе биде прекрасно. На балетот му предходеше филмска проекција и изложба на фотографии, сместени во монографијата која ги содржи најимпресивните места на Македонија. Тоа е една монографија која се состои од книга поприлично голема и еден филм 45 минутен. Монографија која ги прикажува најубавите страни на Македонија, природни убавини, археолошки зони, градот Скопје, Охрид, туристичките ресорти, се тоа што треба еден странец да го знае за Македонија. Одлучивме да, како почеток на, како еден мал коктел пред самата представа, да повикаме 100-200 луѓе од јавниот живот на Ротердам, новинари, луѓе од медиумите и се разбира дел од македонската диаспора која живее и работи во Ротердам и пошироко во Амстердам, да дојдат и да заедно да го прославиме овој навистина голем празник. Голема чест да се биде вечерва тука, уникатен настан, не само холандска премиера на нашиот модерен балет 14 часа, туку и повеќе елементи од проектот Wonderful Macedonia, кои што ги обчинија холандјаните, кои што годинава во 35.000 бројка ја посетија Република Македонија. Околу нас ги гледаме сликите на нашите културни, природни, археолошки богатства. Филмот во позадина со на англиски
со холандски титул и секако главниот настан на денот самиот балет. Да се танцува во лулката на современиот танц е мотив повеќе за секој балетски професионалец. Градот пулсира во ритамот на современоста, а архитектонските пейсажи потикнуваат посебна креативност. Бевме сместени во близина на 38-те експресивни и шарени коцкасти куки, наречени Кейк Кубус, дизајнирани во 1984 година од страна на архитектот Пит Блом, кој имал за цел да создаде село во главниот дел од градот. Наспроти на обичните куки се наоѓа уникатниот по изглед Марктал, неголемиот затворен пазар во Холандија кој нуди неповторливо вкусно искуство. Верелт музеј, Кунштал, Ротердам музеј се дел од музејската понуда на градот. Сепак за најинтересен се смета музеот Бојманс ван Беунинген, кој потекнува од 1849 година, а со тоа станува и еден од најстарите музеи во градот. Денес во овој музеј се сместени ремек делата на Бош, Рембрандт, Ван Гог и Дали. Ротердам е град кој постои од 1328 година. По целосното уништување на центарот на градот за време на Втората светска војна, Ротердам станува место на амбициозна нова архитектура. Во него творат познатите архитекти Рем Колхас, Пит Блом, Бен ван Беркел, но одамна беше на 8-то место од листата на 10 градови кои треба да се посетат, нарекувајќи го Ротердам порта кон светот. Приказната во балето 14 часа ја водат 11 лика, карактерно блиски, но сепак различни. Оваа представа нема многу шминка која е захтевна, меѓутоа нели секој пат како и сите представи мејкап мора да има. Генерално бјути мејкап со малку понагасени очи. Во позадината работата е покрај тоа што да изгледаат убави. Во одредени представи тие секој пат треба да носат одреден карактер.
мене Роттердам е место кај што започна се. Мени ми е драго што Македонската опера и балет ја негува мојата представа и били моите представи и за моја голема среќа успеавме да одиме во градот каде што јас се започнав мојата кариера, ајде може да кажам професионална кариера, каде што завршив школа, каде што играв 4 години, така да ми е драго што сме тука, што луѓе кои се мои колеги, пријателки, другари од академија, од приватниот живот дојдео вечерва да ја видат представата и ми е драго што од оно што слушам дека се навистина задоволни. Со Игор Киров заедно студиравме во Холандија. Јас бев на танцовата академија во Арнем, а тој тука во Ротердам, но работевме на многу заеднички проекти. Вечерва на вистина беше прекрасно. Јас уживав додека ги гледав движењата и го препознав стилот на Киров. Ова се играчи кои имаат класична основа и се гледа дека имаат помала модерна пластичност, но во суштина одговорија на барањата поставени од кореографот Киров. На сцената изгледаше толку природно, што се почувствува желба да се заигра на сцената заедно со балетските играчи.
впечатлена сум стварно од тоа што Игор го направил до сега, а и од македонскиот балет, пошто сепак модерен балет не е лесно да се прифати со класична основа и вежбање. Со Игор, значи, заедно бивме во Роттердам Данс Академи и донесовме за прв пат на Ухридско лето, во Ухрид, модерна представа, што гледам што корените на оваа представа потекнуваат од таму. Музиката беше феноменална, напросто полна со емоции и вистинско доживување. Препорачувам сите да го погледнат. Ова е фантастична изvedба. Се надевам дека ќе се најде на сцената на холандските театри. Многу беше убава. Јас имам видено и премиерата во Македонија пред неколку години, сега повторно. Затоа и дојдовме специјално во Роттердам. Музиката е прекрасна и изvedбата беше одлична. Представува за мене еден процес на работа кој што навистина ни донесе на сите големо задоволство од аспект на заедничко дружење, патување, запознавање на нови градови, култури, земји, еден нов танцов израз, едно ново искуство, една нова посебна енергија, така да еден нов почеток. играш на една ваква сцена, на ваква метропола, каде што модерниот и современиот балет се доста
популарни, е навистина голем предизвик. И преубаво беше и не знам, уште сум така под импресии. Сите се изненадивме колку убаво публиката на крајот од представата реагираше на нас и навистина сум многу среќна и задоволна и баш се радувам за сите колеги и за целата екипа. Секогаш ми се допаѓа представата кога се игра на малку помали сцени од нашата, морам да бидам искрена, дека беше малце помала од нашата, меѓутоа има една посебна артистичка енергија кога се игра на помала сцена, допира до публиката приказната и гледам дека публиката е задоволна од она што го биде вечерва. После Виена, Рим и Париз, ова е четврта презентација на голема светска сцена, односно холандска премиера, представа која е модерна, која е интересна, која македонскиот опера и балет каде god оди има одличен прием со оваа представа. И јас сум истина гор што сум дел од оваа организација, бидејќи секогаш кога ќе направите некој успешна презентација на Македонија, тоа представува и лично задоволство, но се разбира и некако колективно задоволство, бидејќи има одличен фидбек. Ми рекол, ова се вистинските амбасадори и представници на нашата земја во странство и ефектот е феноменален. Можам да кажам дека сум воодушевен, како и сите други вечерва тука.
заврши со голем успех, со тоа што навистина сме во коливката на модерниот и современиот балет. Можам да направам една паралела дека не каскаме многу позади она што се европски и светски трендови од модерната сцена. Значи салата беше преполна, на моја огромна радост и воодушевување. Публиката одлично ја прифати представата. Значи секој пат 14 часа е наша наексплоатирана представа, да кажам, доста градови во Европа прошета и секој град е едно ново искуство за представата, една нова премиера за представата. Можам да кажам дека одлично поминавме со тоа што имавме на некаков начин една презентација за Македонија, за убавините на Македонија, така да можеа луѓето од Холандија овде во Ротердам да дојдат и наши луѓе кои што живеат низ цела Холандија и луѓето кои што беа поканети од македонската амбасада и така натаму да видат, да дознаат малку повеќе за Македонија, за културното наследство на Македонија и за нашиот национален балет. Ние како национална институција, нели, секогаш имаме што да покажеме и да ја представиме државата како што треба. И за крај уште еден здив од градот, да го вкусиме мирисот на ноќта, а потоа да ја затвориме портата. Заминуваме. Со нас понесовме уште едно искуство кое ќе ни овозможи отворање на нови погледи и перспективи.